Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски информира дека во изминатите 3 години повеќе од 3500 пензионери добиле еднократна парична помош, а вкупно биле доделени над 10 милиони денари, со што значително се подобрил нивниот квалитет на живот. Како општина активно се грижиме за нашите највозрасни сограѓани, преку реализирање на различни проекти. Еден од тие проекти е и доделувањето еднократна парична помош кон крајот на годината, со што значително им помагаме во семејниот буџет на пензионерите во пресрет на новогодишните празници. Во 2022 година 1410 пензионери аплицираа и добија еднократна парична помош во висина од 1500 денари, а во 2023 година 1575 пензионери добија по 2000 денари еднократна парична помош. На последниот повик во 2024 година 1705 пензионери добиле еднократна парична помош во висина од 2500 денари, додека пак вкупната сума за 3 години изнесува 10,5 милиони денари. Оваа поддршка значи повеќе сигурност и достоинство за нашите повозрасни сограѓани, кои својот живот го посветиле на изградбата на нашето општество. Ке продолжиме со оваа иницијатива и во иднина, истакнува првиот човек на општина Центар. Општина Центар останува посветена на подобрување на животниот стандард на граѓаните. Грижата за повозрасните центарци останува еден од нашите приоритети, додаваат од општината. Љубители на трчањето и екоактивисти засадија 130 дрвца во саботата. Садниците од јасен, јавор, мини даб и црн бор беа засадени на локација близу до врвот на Водно. На локација определена од град Скопје и со поддршка од екипа на вработени во јавното предпријатие Паркови и Парк Шума Водно. За некои од присутните дечиња ова беше прилика да го засадат своето прво дрво. Настанот беше искористен и за зелена дружба и вмрежување. Присутните споделуваа знаење за зачувување на животната средина, разговараа за предизвиците и бенефитите од трчањето и се договараа за идни активности во кои може да се спојат практики за одржливо живење и спортски активности. Преку организирање на вакви настани се испраќа пораката за потребата од практикување здрави навики и постојано зазеленување на нашите места за живење. Следно садење на дрвца е планирано за 22 март оваа година, на локација која дополнително ќе ја објавиме на нашите социјални мрежи, велат организаторите. Активностите се дел од проектот Трчај за зелена иднина, кој го спроведува атлетски клуб АК Скопје во партнерство со Сдружение за зелено општество Гринер. Неговата цел е да придонесува да се подигне свеста за еколошките проблеми, да се направи позитивно еколошко влијание преку организирање трки кои вклучуваат собирање отпад, садење дрвја и промовирање на настани без отпад. Во Скопски Бутел денеска започна реконструкцијата на главната улица во населеното место Љуботенски пат. Ова е улица која е од големо значење за жителите и го поврзува цело населено место, информираше градоначалникот на Бутел Дарко Костовски. На улица 30 предвидено е машинското гребење и копање на оштетениот и пропаднат асфалт, поставување на нови шахти и сливници. Предвидено е проширување на улицата онаму каде што е возможно. Улицата е во должина од 900 метри и 3500 метри квадратни. Ова е почеток на голема градежна офанзива. Инвестираме над 150 милиони денари во реконструкција на 70 улици. Се подобрува патната мрежа во сите населени места. Инвестициите во населеното место Љуботенски пат не запираат. Претходно се изгради нова пешачка патека, како и нов спортско-рекреативен центар Бранители, порача првиот човек на Бутел. Македонските таеквондисти Милијана Релик и Дејан Георгиевски освоија бронзени медали на Г1 Опен турнирот одржан викендот во Софија, Бугарија. Релик во категоријата 62 килограми беше подобра од Ингрид Искандар Поетри од Сингапур и казахстанката Аиша Адел Бихи, додека во полуфиналето загуби од русинката Анастасија Банкова. Георгиевски во категоријата плюс 87 килограми го совлада Горијан Бадаровски, па во полуфиналето загуби од русинот Владислав Ларин. Двајцата македонски репрезентативци освоја и нови бодови во обидот да остварат норма за Олимписките игри во Лос Анџелес 2028.
Во насока на подигнување на свеста кај младата популација за важноста на превентивните прегледи и грижата за здравието на жените, Општина Карпош во соработка со здравствената установа Свети Алексеј овозможува бесплатен медицински преглед на дојки за девојки на возраст од 20 до 30 години кои се жителки на оваа скопска општина. Во тој поглед, заинтересираните карпошанки можат да добијат повеќе информации и да го закажат бесплатниот преглед, започнувајќи од понеделник, 3 март, на телефонскиот број 071 243 400, информираат од Општина Карпош. Приватната здравствена установа за гинекологија и акушерство Свети Алексеј, каде ќе се вршат бесплатните прегледи, функционира во рамките на Поликлиника Букуреш. Општината, која воедно и првата локална самоуправа која презема ваква иницијатива, издвои од својот буџет финансиски средства во висина од 200.000 денари. Станува збор за акција која се реализира како дел од програмата на Општина Карпош за еднакви можности меѓу жените и мажите за 2025 година, како проектна активност за превенција и поддршка на женското здравје, информираат од локалната самоуправа. Јавното предпријатие Паркинзи на Општина Центар информираше дека во соработка со сообраќајната полиција Скопје со помош на специјалните возила Пајак санкционирале 136 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие Паркинзи на Општина Центар и Општина Центар секојдневно водат грижа за да го доведат во ред сообраќајниот хаос настанат од непрописно паркираните возила на територија на Општина Центар. Потсетуваме на почитување на сообраќајните правила од страна на секој учесник во сообраќајот со цел одржување на ред и безбедност на улиците, се вели во соопштението на Паркинзи на Општина Центар. Što mi rastu te sni.